Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Што е енергетска ефикасност? Како граѓаните да ја препознаат кога купуваат нов дом? Колкави заштеди може да им донесе и на домаќинствата и на општините? Ќе разговараме со Александар Дуковски, директор на Агенцијата за енергетика. Претходно да ги слушнеме најважните економски настани оваа недела. Проектот Купи куќа за млади е ретка можност да се дојде до сопствен дом и за да се искористи во што поголем обем. Се спроведуваат дни за комплементарни мерки. Дискутира учесниците на работниот состанок на ВМРО ДПМН на оваа тема. Покрај субвенциите се нудат и бесплатни проекти за типски куќи и типски населби, за кои досега се примени 50 барања од општините за изработка на урбанистички планови за 7640 парцели. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски рече дека овие проекти заедно со индустриските зони се за да помогнат за двата најважни аспекти за граѓаните – сопствен дом и нови вработувања. Најважно за секое семејство, за секој човек е да обезбеди вработување и сопствен дом. Кога зборуваме за индустриските зони на општините, зборуваме за создавање услови за вработување. Создавање услови каде што некој би изградил своји капацитети, фабрички капацитети или друг вид на услужни и така натаму, и би вработил невработени луѓе. А кога зборуваме за проектот Купи куќа за млади, станува збор за можност која што овозможува доаѓање до сопствен дом, изградба на своја куќа под екстра поволни услови. Неповратни 10.000 евра нуди државата за отворање детски градинки. Огласот за пријавување е во тек. Приоритет ќе имаат невработените кои сакаат да започнат сопствен бизнис, посебно во места каде фалат сместување на деца, информира заменик министерот за труд Диме Спасов. Самата оваа мерка во оваа година очекуваме да влие за отворање на 10 приватни детски градинки за создавање на дополнителен капацитет помеѓу 400 до 500 за 400 до 500 дечиња и да отвори помеѓу 40 до 50 нови работни места. 2015 година важи за една од најдобрите кога се работи за туризмот, а туристичките работници најавуваат дека 2016 ќе биде уште подобра. Субвенциите кои ги нуди државата помогнаа некогашните гости да се вратат во земјава. За 6 години во туризмот влегле субвенции во висина од 10 милиони евра. Неколку прашања треба сериозно да бидат разгледани на државно ниво, за кои секако Сдруженијето за угостителство и туризам со своите членки стои на располагање за расправа, дебата и анализа. Тоа се намалувањето на бројот на домашни туристи на годишно ниво и како да се стимулира зголемување на нивниот број, намалувањето на прометот на ноќевањата, проблемот со нелојалната конкуренција. Со 1,5 милион евра Европската Унија ќе помага на платежната агенција поефикасно да ги искористи парите од ИПАР програмата. Причината е недоволната искористеност на европските пари во земјоделството до сега. Проектот ќе трае 21 месец, а со него се очекува да се развие поефикасна администрација, која ќе им помага на земјоделците полесно да дојдат до парите. Министерот Цветков потенцираше дека државата изминатиот период има преземено голем број мерки во таа насока. Веќе се преземени соодветни мерки за зголемена апсорбција на ИПАР 2 средствата како отварање на гарантен фонд од 20 милиони долари, субвенционирање на банкарска камата 50-50, изготвување на типски проекти, намалување на критериуми, како и отварање на канцеларии за подготвување на апликации. За 10 месеци преку проектот Македонија вработува реализирани се 13.000 вработувања, велат властите, повикувајќи ги компаниите да ги искористат можностите за заштеди до 2.000 евра за секој отворено работно место, изјави заменик министерот за труд Диме Спасов. Овој проект продолжува да се реализира до крајот на април месец оваа година и би сакал да ги поттикнам сите приватни компании да ги искористат големите можности кои што ги нуди проектот, бидејќи тие можат да заштедат од 1.500 до 2.000 евра во просек за отворено работно место годишно. За некои од категориите кои што можат да ги користат поволностите, можат да добијат и до 3 или пак до 5 години ослободување од плаќање на придонеси, што секако е огромна поддршка за приватниот сектор во Република Македонија, особено за најмалите компании во нашата држава.
Над 150 компании доставиле конкретни предлози и идеи за подобрување на деловната клима до владата. Се работи за петтиот циклус посети и консултации со фирмите, со цел да се олесни нивното работење, информира владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Од над 700 иницијативи повеќе од половина беа позитивно решени, со што се придонесе кон подобрување на состојбите и за индивидуалните субјекти, но и за системскиот пристап на ниво на сектор, на ниво на индустријска гранка. Ние имаме еден сериозен оптимизам и дека во рамките на овој пети циклус ќе се изнедат позитивни решенија, ќе се подобрат состојбите и на тој начин позитивно ќе се действува кон перформансот на деловните субјекти. Почна изградбата на првата македонска фабрика во зоните. Скопската компанија Хајтек во 2 фази ќе инвестира 20 милиони евра и ќе вработи 300 лица во објектот кој ќе биде готов до есен. Хајтек ќе произведува високо софистицирани производи наменети само за странските пазари, што ќе има силно влијание на извозот. Новата фабрика во Бунарџик, според сопственикот, ќе биде врвот на технолошките достигнувања во земјава. Ќе создадеме компанија која ќе учествува во светот на нанотехнологиите, ќе дизајнира и произведува најсофистицирани електронски склопови, со што значајно ќе учествува во зголемувањето на извозот на Република Македонија. Хајтек е првата приватна компанија во Македонија формирана уште во далечната 1981 година, со посебна дозвола на тогашната социјалистичка влада. Фирмата е веќе етаблирана во светот и заслужна што повеќе странски компании да инвестираат во земјава. Најголем број од компаниите, особено од автомобилската индустрија, кои денес се присутни со своите инвестиции во Македонија, при процесот на анализа и донесување на одлука за инвестирање се сретнале со Сава и ја виделе компанијата Хајтек. Пред се тука ќе ги спомнам Кемет, Костал, Делфај, Одев Електрик, Key Safety Systems. Државата со нова финансиска поддршка за отворање на приватни домови за стари лица. Сите заинтересирани кои сакаат да се занимаваат со оваа дејност можат да аплицираат за грант од 12.000 евра. Предност ќе имаат невработените. Вкупно за годинава се очекува да бидат отворени 10 вакви домови, за што се обезбедени над 120.000 евра. Ќе бидат со капацитет од 400 до 500 легла, а ќе се отворат и до 50 нови работни места. Огласот за аплицирање за неповратната државна помош е објавен и ќе трае 20 дена. Сите оние кои што се заинтересирани или кои што имале во план, размислувале за ваков бизнис, можат да дојдат во Министерството за труд и социјална политика или пак во Агенцијата за вработување, да се информираат за сите локации кои што можат да се откупат во општините или пак за некои стари објекти кои што исто така ги имаме, кои што можат да се откупат, да се стават на продажба. Владата на Република Македонија и понатаму ќе продолжи со инвестиции, односно со реализација на планот за изградба на државен дом за стари лица кои што имаат ниски примања. Заинтересираните може да аплицираат во центрите за агенцијата низ земјава. И ако интересот е поголем од очекуваниот, за следната година за овој проект ќе бидат обезбедени повеќе пари. По за подобивање на сите апликации, ние ќе направиме прво проверка на бизнис плановите кои што ќе ги понудат и на крајот заедно со комисија која што ќе биде составена во Агенцијата за работување од релевантни институции ќе се одлучи на кои барања да одговориме позитивно, односно да ги финансираме од 2016 година. Ова беа најважните економски настани. По кратката музичка пауза ќе разговараме со првиот човек на Агенцијата за енергетика Александар Дуковски. Како што претходно најавив, гостин во емисијата Бројки Александар Дуковски, директор на Агенцијата за енергетика. Добар ден, Дуковски, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодарам за вашата покана. Се надевам дека ќе имаме интересна емисија. Се надевам и јас. Во моментов се спроведува проект за енергетска ефикасност на општините заедно со Светска банка. Може ли конкретно да ни кажете за што станува збор? Да, значи веќе е во скоро завршна фаза овој проект. Значи овој проект е наменет пред се за оние административци што работат во самата општина, да се запознаат генерално за придобивките за енергетска ефикасност и како да можат да ги зголемат процентите за заштита на енергија во нивните општини. Ние со Светска банка почнавме практично од почетна фаза каде што требаше само 2 општини да бидат финансирани од Светска банка за проекти што ќе спроведат мерки за енергетска ефикасност. И тогаш видовме дека има недоволна информираност во општините и го почнавме ние овој проект со тоа што
оние законски одговорности што е на општината, значи тука веќе доаѓа изготвување на 3-годишни програми за енергетска ефикасност и годишни планови за енергетска ефикасност. Значи тоа се стратешки документи, каде што самата општина практично кажува што ќе прави во наредните 3 години на полето на енергетска ефикасност, како да ја заштити таа енергија што општината ја троши за своји потреби. Значи тука веќе влегуваат сите објекти што се на самата општина по општинска контрола, исто така и уличното осветлување. А со годишниот план практично општината кажува во таа година што од тие мерки ќе спроведе. Значи 3 годишните програми за енергетска ефикасност се стратешки документ, а веќе акциониот план е оној документ што е практично плански документ. Тоа беше законска обврска на општините и ние им помогнавме преку овој проект со тоа што им изготвивме темплети како подобро да ги подготват овие документи и тоа да ги подготват административците во самата општина. Значи не е надворешна куќа што е као консултантска куќа што ќе ги изработи, туку самите административци. И веќе тука видовме дека при изготвување на тие документи административците и самите градоначалници се запознаваат како да заштитат енергијата во таа општина. И предлагаат мерки кои што веќе гледаме дека има доста голем ефект. Со тоа што кога видовме дека со овие темплети може многу да се направи, проведуваме и веќе и обуки во сите 8 региони во Република Македонија, со тоа што сите општини се опфатени, вклучувајќи и некои погранични општини од другите земји, да видат што се случува во Република Македонија со соседните општини, за да може и да направат погранична соработка. Така да сите овие обуки им овозможуваат на општините да изготват добри документи за после да имаат добра и реализација. Значи мерките за енергетска ефикасност да бидат практично спроведени, не само да останат на хартија. Колку општините се заинтересирани да заштитат од државните пари преку внимателно користење на енергијата? На почетокот ние имавме некои, како да кажам, дефинирани обем на општини што ќе може полесно да видиме што тие може да направат. И мислевме дека со 8 општини ќе биде добро да се почне, но испадна дека интересот на општините е многу поголем него што очекувавме. Така да 8 општини што активно зема учество се практично како водители во целиот процес, а со сите 80 општини плюс град Скопје како посебна општина во рамките на Република Македонија, работиме практично со сите општини. Така да со сите овие обуки што ги спроведеме, доаѓа до ситуација каде што сите општини се и активно вклучени и интересот нивни е, искрено да ви кажам, запрепастувачки. Ние очекувавме дека ќе имаме релативно низок интерес, испадна дека општините и како сакаат да ја заштитат енергијата и како сакаат да ги подобрат условите за живот на граѓаните и нормално нели да си ги намалат сметките за енергија. Каде најмногу може да се заштети? Имате ли пресметки, например, само обичните сијалички да се заменат со штетливи? Колкави заштеди може тоа да им донесе само на една општина? Па вака, анализата што е генерално направена, значи анализи се прават веќе од 2008 година навак. Со извештаите за енергетска ефикасност што секоја година агенцијата ги подготвува, веќе доаѓаме до степен каде што точно знаеме која општина колку троши и во кој сектор. Секогаш секторот што е практично работни простории и административни простории за загревање трошат најмногу енергија. И втор сектор кој многу троши енергија е уличното осветлување. Трет сектор веќе тоа би дошло во дело со водите, каде што се значи пумпите за наводнување. Пумпите за наводнување и за вода за пиење. Ние се фокусиравме на сите три сектори и им даваме помош на општините со тоа што им подготвивме и предфизибилити студии за одредени проекти и тие ќе може да ги користат за да може да ја намалат својата енергија. За улично осветлување,
што е еден од најинтересните проекти за граѓаните, бидејќи тоа можат директно да го видат. Значи може и да се заштеди дури до 60% од енергијата, а со тоа и да се намали за 60% сметката за енергија. Колка би биле заштедите ако едно домаќинство ги користи? И каде домаќинствата можат се да штедат? Домаќинствата можат многу да заштедат. Значи во Република Македонија имаме околу 40% од сите енергетски потреби одат за домаќинствата. Голем дел од тие потреби одат на загревање и сето тоа, нели, заедно со програмата за енергетска ефикасност што спроведуваме со Министерството за економија и ЕВН Македонија, пробавме преку некои маркетинг кампањи да им ги прикажеме придобивките на граѓаните како да заштедат. Обично грејењето може да се заштеди преку добра изолација и со користење на поефикасни уреди за грејење. Додека за осветлување, нели, секогаш се препорачува да се користи LED осветлувањето. Господине Дуковски, како компаниите може да ја намалат потрошувачката на струја? Компаниите се веќе посебна категорија и секоја компанија во зависност од својот производен процес, доколку се работи за производна компанија, зависност каков им е производниот процес, така може да ги прилагодуваат или нивото на потрошувачка на енергија во однос на финалниот производ, или да го манипулираат, тоест менаџираат кога да ги пуштаат одредени значи производни процеси во погон. Значи ако земеме на пример дека електричните машини при пуштањето имаат поголеми побарувања за енергија, тогаш е нормално ако има секвенционално пуштање, нели, на такви машини во погон, ќе се намали оној дел каде што максималната повлечена енергија од мрежата ќе биде ставена под ниво. Со тоа и нивниот максиграф, нели, како посебно броило, ќе има ефект и нема да биде толку голем како што претходно бил. Во однос на оние индустрии каде што има повеќе административна работа, значи тука доста голема енергија се троши на стендбај, нели, работа на компјутери, на машини, на опрема. И тоа е практично, значи кога веќе ќе завршат со своето работно време, да ги исклучат практично скоро сите уреди. Треба да ги исклучуваат? Би требало да ги исклучуваат, бидејќи колку и незначително да делува, стендбајот на поголем број на уреди пак повлекува доста енергија од мрежа. Колков износот на повластени или фидинг тарифи за струја од фотоволтаични централи, обновливи извори на струја, и дали од ова имаме ќар? Република Македонија веќе последните 4-5 години активно работи на промоција на обновливите извори на енергија. Фотоволтаичните централи се еден дел од оние обновливи извори што Македонија решила да ги промовира, за да може да се развие некаква индустрија околу тоа поле, за да може да ја користиме повеќе поволности. Оние фидинг тарифи што се сега активни се 16 евроценти за киловат сат за под 50 киловатна електрана и 12 за над 50 киловатна електрана. Иако поставени се одредени лимити, квоти, доколку инсталиран капацитет Република Македонија реално може да прими во својата мрежа. Тие лимити се веќе постигнати, значи 18 мегавати се веќе постигнати. И до сега видовме интерес доста од инвеститори, со тоа што треба да земеме во предвид дека сите тие треба да развиваат таа индустрија. Значи, Република Македонија има бенефит од целата работа со тоа што се развива одредена индустрија која помага да имаме зголемено учество на обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија. Иако би требало да се фокусираме на сите обновливи извори, не само фотонапонски централи,
туку имавме сега и пуштање во работа на биогасни централи, кои исто така овозможуваат со оние нус производи од самиот производен процес да се произведува енергија. Сега наскоро ќе биде уште еден тендер за мали хидроцентрали, што ќе биде пуштен и се планира во наредните години со одреден степен на редовност такви тендери да се пуштаат. Ветерните централи, веќе имаме добар пример со ветерната централа Богданци, исто така е во подем, така да работиме на промоција на сите обновливи извори и нашиот бенефит, финален бенефит на Република Македонија е со тоа што ќе имаме практично зелена енергија на достапност на граѓаните. Кога ќе биде тоа согласно стратегијата? Стратегијата сега беше надоградена и има некој акционен план како сето тоа да се спроведе. Моментално, во зависност од производството на големите хидропотенцијали, околу 18,5, скоро 19% е учеството на обновливи извори во финалната енергија во Република Македонија. И очекуваме тоа да постигне до 2020 година, да постигне 20%, со тоа и ќе ги исполниме оние барања од страна на Европска унија и за нивните членки да се има 20% на обновливи извори во финалното учество на енергија. Тоа очекуваме 2020 година и ние да го постигнеме и нормално до 2035 година, како што стратегијата налага, тој процент на учество да расте постепено. Државата доделува субвенции за сончеви колектори. Колкав е интересот на домаќинствата и за колкав период може да се ја вратат инвестицијата? Па последните 4 години државата дава такви субвенции, значи тоа оди преку Министерството за економија. И тоа треба граѓаните да знаат дека се работи за одредена стимулација за да може да се развие таа индустрија. Веќе имаме голем број на компании што нудат такви услуги за да инсталираат соларни колектори. Просечните трошоци за еден таков систем за типично домаќинство се околу 30.000 денари и повратот е од прилика околу 3 до 4 години. Значи тие сами по себе, дури и без субвенции, за многу брзо време се исплаќаат. Така да ова субвенционирање од страна на државата е само да се покаже дека она што како технологија може да се имплементира е лесно достапна за пазарот. И сегашните процени кажуваат дека околу 3.000 такви системи се веќе инсталирани во Република Македонија, највеќе кај нормално домаќинствата. Колку годишно струја троши Македонија? Колку од тоа се задоволува со сопствено производство, а колку од увоз? Тоа може да го видите во енергетскиот биланс, што преку секоја година Министерството за економија го изработува. Значи, од прилика е околу 8.000 гигават часови. Сега тоа не знам колку на граѓаните ќе им значи. Значи, ние имаме во зависност од хидропроизводството, а тоа највеќе зависи од колку ни била снежна годината или колку има врнежи во годината, од прилика околу 30-тина, последната година веќе 31% е директно од увоз. Со тоа што регулаторна комисија направи одредени отстапки во смисла на покривање на одредени загуби, така да ради тие причини и процентот на увоз е поголем, затоа што веќе и дистрибутерот на електрична енергија може да си ги покрива загубите преку увоз на електрична енергија. Сегашната ситуација покажува само дека може со тек на време, како го зголемуваме и учеството на обновливи извори, како има нови инвестиции што ќе ги прави ЕЛЕМ, значи тој увоз ќе се намалува и домашното производство ќе се зголемува, а доколку се применуваат мерки за енергетска ефикасност на ниво на цела Република Македонија, би требало и потрошувачката наша да се намалува, со тоа директно и увозот да се намалува.
Господине Дуковски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговор. Гостин во емисијата бројки Александар Дуковски, директор на Агенцијата за енергетика. Господине Дуковски, каква енергетска иднина и предстои на земјава и што треба да направиме за да се подобри секторот? Иднината на Република Македонија во однос на енергетика, во однос на оние информации што ги имам за проектите што ЕЛЕМ и МЕПСО ги планираат да ги спроведат, ни е многу интересна и полна со динамика. Значи, веќе можевме и да видиме и дека ќе има и топлификација преку рек Битола за Битола. Може да видиме дека потенцијалите за изградба на големи хидрокапацитети се веќе ставени во рамка каде што ќе има набрзо и тендери за нивно спроведување. Исто така и зголемувањето на учеството на обновливи извори преку ветерните електрани како Богданци, малите хидроцентрали, соларните електрани, кажува дека нашата иднина ќе биде доста поразлична од она што до сега го имаме видено. Значи, ќе имаме различни видови на енергија и тој микс ќе биде многу интересен за менаџирање, многу интересен за граѓаните да видат колку е жива енергијата и како сето тоа оди кон задоволување на нивните потреби. Значи, мислам дека ние во следниот период ќе се фокусираме доста на обновливи извори на енергија, ќе ги зголемуваме оние постојни капацитети преку реновирање на одредени хидроцентрали, како и пуштање на поголеми капацитети во погон. Јас сум убеден дека нашата иднина е сигурна, со тоа што треба само убаво и плански да работиме понатака. Може ли сето тоа кога веќе се инвестира во домашните капацитети ќе го намали увозот на струја да влијае на намалување на цената на електричната енергија? Република Македонија во овој момент е држава каде што нивото на цените веќе скоро на она практично ниво на исплатливост. Значи, ние имаме многу ниски цени на енергија и не знам колку е тоа возможно да се симнат испод ова ниво. Она што би било добро е граѓаните да бидат свесни дека за нивната подобра иднина инвестициите во енергија треба да бидат во исто време балансирани со нивото на зголемување на енергетската ефикасност во нивните домови. Значи, како ќе расте цената на енергијата, така и нивниот процент на енергетска ефикасност ако се качува, ќе имаме тука практично балансирање на нивните потреби со сметките на енергија што ги добиваат. Така да доколку граѓаните се фокусираат на зголемување на енергетската ефикасност, оној ценовен шок со зголемување на цените на енергијата скоро и нема да се примети. Согласно законските измени, сите ново изградени објекти сега треба да бидат енергетски ефикасни. Дали е тоа така на терен? Законската рамка кажува дека сите објекти пред да добијат употребна дозвола веќе треба да имаат енергетски пасош, што ќе покаже дека дури во фазата на планирање и фазата на изработка објектот е со минимум категорија С. Значи, релативно добро енергетски ефикасен објект. Она на терен што го гледаме е дека повеќето од компаниите се придржуваат кон оние препораки и обврски што ги имаат согласно легислативата, иако оние кои веќе застраниле од тие препораки со тек на време ќе бидат филтрирани и соодветно ќе им се укаже како да ги променат и како да се постигне поголема ефикасност во нивните објекти. Агенцијата за енергетика во следниот период планира да направи контрола на сите практично издадени енергетски пасоши и со тоа веќе ќе знаеме кои од градежните фирми се придржуваат кон таа препорака и кон оние обврски што доаѓа од легислативата и согласно тоа некои ќе бидат наградени, а некои може да ќе бидат казнети. Колку ви се казнети?
Ја би го оставил на тоа самото време да се каже. Ние како генерална државна администрација сметаме дека казнувањето не е добра политика. Значи подобро е градежните компании да се фокусираат да ги направат објектите што е можно подобро енергетски ефикасни, за да имаат бенефити самите граѓани и полесно да им се продадат објектите што ни ги градат. Така да зголемувањето на енергетската ефикасност е само по себе исплатливо и некако би било тотален нонсенс некој да штеди на тие мерки. И ја споменавте стратегијата за енергетска ефикасност, до каде е спроведувањето? По извештаите што ги имаме, значи веќе направено за 2014 година, кажува дека ние сме согласно она што е предвидено. Значи отприлика 4% од 2012 година навака зголемување на процентот за енергетска ефикасност. Тој процент веќе во 2020 година треба да дојде до 9%. И согласно од година по година, согласно утврдената динамика, ние веќе сме на добар пат да ги постигнеме тие 9% во 2020 година. За 2015 година извештајот е во изработка и очекуваме дека отприлика ќе биде околу 4,2% до 4,5%. Моето последно прашање до вас, господине Дуковски, кои ќе бидат ваши приоритети за оваа година? Оваа година ќе биде доста интересна. Ќе работиме на неколку проекти. Еден од тие проекти е воспоставување практично на систем на работа на ЕСКО компании. Значи тоа се компании што даваат енергетски услуги во однос на заштеди за енергија. Значи нивниот бизнис модел е генерално што поголема заштеда, толку поголем профит за самите компании, а воопшто нема тоа да се одрази нити на буџетот на компаниите, нити на буџетот на Република Македонија. Некои нови иновативни начини како да се субвенционираат обновливите извори на енергија, на тоа работиме активно и очекуваме дека во брзо време ќе има и некаков резултат за граѓаните. И нормално ќе работиме на оние законски обврски што ги имаме согласно легислативата, значи контрола на енергетските контролори, контрола на енергетските пасоши што се издадени и на обуките што ги спроведуваме и кај граѓаните и по општините во Република Македонија. Господине Дуковски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Благодарам. Овде завршува уште едно издание на Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 18 февруари со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски и техничка реализација. За нови содржини слушајте и наредниот четврток во истиот термин. Имајте убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.